Арс Ноторија. Арс Ноторија е петиот и последен дел од Малиот клуч на Соломон. Тоа беше навистина гримуар познат уште од средниот век. Книгата тврди дека оваа уметност му е открил Создателот со помош на ангел на цар Соломон. Содржи збирка молитви, некои од нив поделени на неколку делови, измешани со кабалистички и магични зборови на неколку јазици, како на пример хебрејски и така натаму, и некои пронајдоци како мора да се кажуваат молитвите и односот со ритуалите. Ги споменува аспектите на месечината во врска со молитвите. Исто така, вели дека молитвите действуваат како повикување на Божите ангели. Според книгата, правилното пишување на молитвите дава знаење за науката поврзана со секој од нив, а исто така и добра меморија, стабилност на умот и елоквентност. Една од молитвите за кој се вели дека била наречена Артем Новам на латински од кралот Соломон се споменува Исус. Други молитви го споменуваат Бог, Отец, неговиот Син Исус и Светиот Дух. Тоа е христијанското Света Тројца. Друга ги споменува апостолите и мачениците, а друга Господовата молитва. Конечно раскажува како цар Соломон го примил откровението од ангелот и за многу кратко време научил се за уметноста, науката и либералните и механичките науки, со сите способности и својства за нив, а исто така бил исполнет и со целата мудрост, па дури и да ги изговори светите тајни и пресветите зборови. The Ars Notoria е античка магична книга. Низ вековите се напишани многу книги во кои се тврди дека на лојалните читатели и следбеници на текстот ќе им се доделат магични моќи. Во некои случаи овие книги се наменети да повикуваат демони или ангели. Во други случаи тие ветуваат дека ќе му овозможат на читателот подобри вештини или среќа. Додека концептите на магијата и демонологијата останаа контраверзни низ историјата, многу такви книги беа преведени и составени со текот на времето, проширувајќи го нивниот дофат низ неколку векови. Една од овие книги е Арс Ноторија. Како дел од поголемата колекција, позната како Помалите клучеви на Соломон, Арс Ноторија е книга за која се вели дека им овозможува на следбениците да го совладаат академскиот свет, давајќи им поголема елоквентност, совршена меморија и мудрост. Со оглед на тоа што таква книга продолжува да постои неколку векови, мора да се запрашаме дали низините тврдења имаат некаква заслуга. Дали луѓето од минатото можеле да ги подобрат своите академски вештини и меморија со следење на молитвите и практиките на Арс Ноторија. Арс Ноторија и озлогласената уметност на Соломон, покажување на кабалистичкиот клуч, на магичните операции, либералната наука, божественото откровение и уметноста на сеќавањето. Арс Ноторија е една од 5 книги во гримуарот наречен Помалите клучеви на Соломон, или Клавикула Соломонис Регис. Гримуар е учебник за окултно знаење што треба да му даде на читателот способност да прави магии, да создава талисмани, да повикува духови, да повикува демони и да врши гатање. Малите клучеви на Соломон е анонимен гримуар кој е составен од други дела во 17 век и се фокусира на демонологијата. 5 книги содржани во Малите клучеви на Соломон се Арс Гоетија, Арс Туергија, Гоетина, Арс Паулина, Арс Алмалдел и Арс Ноторија. Арс Ноторија е најстариот дел од гримуарот на Малите клучеви. Тоа особно не беше книга со магии или напевки, туку книга со молитви и говори за кои се вели дека ги зајакнуваат и фокусираат нечии умствени сили, молејќи го Бога за интелектуални дарови. Меѓу овие интелектуални дарови е концептот за совршена меморија. Најстарите ракописи на Арс Ноторија се датирани во 13 век. Сепак текстовите содржани во него се збирка на орации, молитви и магични зборови кои датираат многу пред 1200 години. Молитвите се на неколку јазици, вклучувајќи хебрејски и латински. На оние кои практикуваат либерална уметност, како што се аритметика, геометрија, филозофија, им се ветува дека ќе ја совладаат својата тема ако се посветат на Арс Ноторија. Во неа тој опишува секојдневен процес на визуализација, размислување и говори, кои имаат за цел да го подобрат фокусот и меморијата. Се тврди дека Соломон ја стекнал својата мудрост и академска моќ следејќи го текстот на Арс Ноторија. За оние кои сакаат да совладаат академско поле, ова може да звучи како многу примамливо ветување.
Многумина кои сакаат да имаат подобра меморија, поголема елоквентност, мудрост или зголемени сетила, можеби ја следеле Арс Ноторија, со надеж дека ќе го подобрат својот живот и ќе добијат моќ. Сепак, има случаи кога поединци ги следеле инструкциите на Арс Ноторија и имале непожелни резултати. Јован Моринји, монах од 14 век, побожно ги следел учењата и упатствата на Арс Ноторија. Наместо да постигне академско мајсторство, се вели дека Моринји доживеал прогонувачки демонски визии. Тој почнал да создава свој ракопис, наречен Либор Визонум, во кој ги предупредувал луѓето да се оддалечат од Арс Ноторија. Еден интересен аспект на Арс Ноторија кој привлече големо внимание е илустрацијата на Мегнетскиот експеримент. На читателот му се покажува метод во кој може да се комуницира на долги растојанија со помош на лодестон од две игли за компас. Ако двете игли за компас се тријат со истиот камен, иглите ќе се заплеткаат, под наводници, како и да е покрај поместувањето на едната ќе се помести и другата игла. Со ставање на двете заплеткани игли во центарот на кругот од букви, две лица би можеле да комуницираат на големи растојанија, манипулирајќи со својата игла, за да пишуваат зборови со покажување на буквите во кругот. Одреден магнетски експеримент кој користи игли од компас и камен за наводно да комуницираат на далечина. Денес фразата Арс Ноторија се однесува на методологијата, на стенографијата и мнемониката, користена од писоарот Маркус Тулиус Тиро, Мекенас, Квинт Ениус, Ксенофон. Употребата на терминот Арс Ноторија за опишување на алатките за учење и меморирање дава одреден кредибилитет на идејата дека книгата можеби на некои корисници им ги дала академските овластувања што ги посакувале. Дали Арс Ноторија им ги даде на своите следбеници академските овластувања што тие ги посакувале, можеби никогаш нема да се знае со сигурност. Можно е оние кои биле посветени на академската величина, природно да се родени со меморијата и алатките за елоквентност потребни за да се постигне тоа. Со многу следбеници низ вековите Арс Ноторија стана позната како магичен начин поединецот да ја зголеми својата меморија и академските моќи, што било и продолжува да биде многу посакувана особина од страна на луѓето. Доколку ви се допадна видеото, ставете еден лайк, еден субскрајб или претплати се, а тоа е бесплатно. За вас може ништо не значи, а за мене значи многу. Доколку сакате видео на некоја тема, пишете во коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.